да го поништи, бидејќи веќе барање поднесовме, и правилникот за организација на референдумот, што го донесе на 1 и 10 август Државната изборна комисија. ДИК нема право да уредува законска материја поради судир на законите и неуредени прашања со закон. Од 2006 година ниту владата, ниту собранието не го усогласиле законот за референдум со изборниот законник. И сосема комотно Државната изборна комисија во преамбулата на правилникот за организација на референдум напишала: заради неусогласеност на законот за референдум со изборниот законник, ние си носиме правилник за организација на референдумот. Светскиот македонски конгрес, заради злоупотреба на службената положба и овластување и самовластие на сите 7 членови на Државната изборна комисија, им поднесе кривична пријава до јавното обвинителство. Владата и собранието со референдумот ги наведуваат избирачите да гласаат за меѓународен договор кој не е дел од внатрешниот правен поредок на Република Македонија, затоа што не е ратификуван во согласност со Уставот на Македонија. Тој договор, таа спогодба едноставно не постои. Спогодбата Димитров-Кодзијас ја доведува државата Македонија во положба на подчинетост и зависност спрема Република Грција, и според член 308 од Кривичниот законник, граѓанин кој ќе ја доведе државата во положба на подчинетост или зависност спрема некоја друга држава, ќе се казни со затвор од најмалку 5 години. Бараме јавниот обвинител да поднесе обвинителен акт против премиерот, министрите и пратениците кои ја прифатија спогодбата Димитров-Кодзијас и ја донесоа одлуката за распишување на референдум поради сторени кривични дела против државата и нацијата. Имајќи предвид дека председателот на Републиката, која има безрезервната поддршка од народот во Република Македонија, од македонците во целиот свет, на 23 септември ќе зборува во Генералното собрание на Обединетите нации. Бараме да го извести генералниот секретар и земјите членки на Обединетите нации, тоа јасно и гласно да им го каже во своето обраќање дека спогодбата Димитров-Кодзијас е ништовна и не важи, биејќи е спротивно со Уставот на државата на Македонија и на меѓународното право. Бараме председателот на Републиката до Генералното собрание да достави барање за продолжување на членството во Обединетите нации под единственото државно име Македонија, без латинична транскрипција на македонскиот јазик, туку на англиски јазик Republic of Macedonia, со меѓународниот код МК, односно МКД, и нотификација на македонскиот народ и јазик на англиски јазик, Macedonian People и Macedonian Language, независно од историските хипотеки на Балканските војни 1912-та, 1913-та, окупацијата врз Македонија и геноцидот врз македонскиот народ, кои за жал се уште траат. Европската Унија и НАТО не се достојни за промена на името на државата и идентитетот на нацијата. Македонија мора да остане неутрална држава и да соработува со сите. И за нас, како и за сите, важи правилото: Македонија нема вечни пријатели, Македонија нема вечни непријатели, Македонија има вечни интереси. Македонците во светот отфрлаат пристапување на Македонија во сојуз со Европската Унија и НАТО алијансата поради антимакедонизмот на Грција и Бугарија, грчкиот и бугарскиот геноцид врз македонскиот народ, нацифашистичкото барање на Атина за промена на името на државата и нацифашистичкото барање на Бугарија за промена на името, јазикот, културата и историјата на македонскиот народ како вредност за солидарност на Брисел и Страсбург со Атина и Софија.
Предлагаме помирување на македонскиот народ со сите соседни народи. Предлагаме договори за траен мир и добрососедство меѓу Македонија со сите соседни држави, но врз основниот принцип на меѓународното право на еднаква сувереност, заемно почитување и разбирање, соработка по сите прашања од заеднички интерес, немешање во внатрешните работи и на реципроцитетна основа. На овој велик ден апелираме и до албанците да не гласаат за промена на името на државата и да го бойкотираат референдумот. Тоа македонците никогаш нема да го заборават. Нека се сетат албанците дека СДСМ ги злоупотреби во настаните во Тетово и Гостивар на 9 јули 1997 година. СДСМ и сега нив ги злоупотребува. Нека се сетат албанците дека Македонија издаде 150.000 македонски државјанства на косовари во 1994 година. Дека Македонија прими 400.000 белгалци после НАТО бомбардирањето на Србија во 1999 година. Со 100 тони осиромашен ураниум и стотици тони графитни бомби ни го контаминираа просторот. Заедно тивко умираме од рак, тироидна жлезда и леукемија. Преку Лепенец во Вардар го контаминираа екосистемот на Македонија. Пиеме контаминирана вода од фрлените неиспукани бомби на НАТО авионите во Мавровското езеро, Липковското езеро и езерото Мавровица кај Свети Николе. Затоа бараме истрага, репарации и деконтаминација на животната средина. Албанците нека не заборават дека војната во 2001 година не беше војна меѓу македонците и албанците, ниту меѓу православните и муслиманите, туку тоа беше симулирана војна на Соединетите Американски држави за имплементација на нивни глобални интереси за своји сфери на влијание на овие простори. За жал, Македонија стана предворје на Калето, а Косово стана предворје на Бон Стил до Урошевац. Почитувани, Албанија историски беше и со Русија, и со Кина, сега е со Америка. Пак ќе заминат сите, но ние мора повтора да живееме заедно. Албанците нека не се радуваат на спогодбата со Грција и промена на името на државата Македонија, промена на името на македонците, мислејќи дека така некогаш ќе ја окупираат. Нека се сета дека Атина истото им го прави и на чамите во Грција. Се разбира, нам војна со албанците не ни треба, како што беше агресијата од Косово во 2001 година. Нека не ги лаже Бејли од Калето. Веројатно сме се и огрешили едни со други. И јас завршив со потрес на мозок, амнезија и байпас операција на срце поради физички напад на 27 февруари 2016 после осветувањето на камен темелникот на крстот во Бутел. Господ ме спасил од фатален инфаркт, но им простив, затоа што животот во Македонија мора да продолжи. Од омраза и одмазда никој аер не видел. Таа спирала нема крај. Ние мораме меѓусебно да си простиме и да се откажеме од етничко чистење на просторот. Македонците треба да им понудат на албанците уставна декларација дека независно од пописните резултати ќе останат затекнатите права и слободи, но албанците мора да ги почитуваат етничкиот баланс, неменливоста на етничката карта во населените места и унитарноста на Македонија, кои се основи и на Охридскиот рамковен договор. Суверенитетот и интегритетот на Македонија ќе го сочуваме заедно, но во македонско-албанските односи мора да го прифатиме меѓународниот принцип на еднаква сувереност, договор за правата и слободите на македонците во Албанија и на албанците во Македонија, што за едните, тоа и за другите. Само така ќе бидеме еднакви со еднаквите и рамноправни со рамноправните. Бараме Соединетите Американски држави итно и безусловно да го повлечат амбасадорот Джес Бејли поради грубо мешање во внатрешните работи на Македонија.
И Анкара го избрка со истото образложение пред да ни го донесат во Македонија. Бараме сад да останат доследни на признавањето на државното име Македонија од 3 ноември 2004 и покрај тогашната изјава на Џорџ Буш и Кондолиза Рајс ја признавме Македонија под незиното име за да ги спречиме националистите во референдумот за територијалната организација на локалната самоуправа. Бараме Брисел да престане со притисокот врз власта и јавноста за промена на името на државата и идентитетот на нацијата. Почитувани, на 3 септември до Државната изборна комисија поднесовме приговор за заштита на избирачкото право од неовластени странски лица во кампања за референдумот во Македонија. Во членот 70, став 3 од изборниот законник пишува забрането е странски правни и физички лица да организираат јавна кампања. Во членот 41 пак став 1 од Виенската конвенција за дипломатските односи од 1961 година недвосмислено се вели: во вршењето на должноста дипломатскиот персонал мора да ги почитува уставот и законите и не смее да се меша во внатрешните работи на земјата домаќин. За жал, владата на Република Македонија со Канцеларијата на Европската Унија на 29 август започна референдумска кампања насловена "Замисли иднина заедно", која што ги надминува и дипломатските овластувања и представува грубо мешање во внатрешните работи на Македонија. Ги повикуваме постојаните земји членки на Советот за безбедност, САД, Велика Британија, Франција, Русија и Кина да го заштитат суверенитетот и интегритетот на Македонија, името на државата и идентитетот на нацијата. И уште една порака. По улиците, на автобуските постојки и во автобусите ни се одвиваат крвави драми меѓу децата. Наводно поради навивачките страсти на стадионите и етничка омраза и одмазда. Општеството не смее да остане индиферентно на овие крвопролевања, како дел од тивкото етничко чистење врз македонците. Системските проблеми во државата не смее да ги решаваат деца